Цензурата во медиумите е се поприсутна, а новинарите работат во лоши услови. Ова го покажале резултатите од истражувањето на студентите по новинарство на УГД, со кое биле опфатени 136 новинари и медиумски работници од регионални и национални пишани и електронски медиуми. Кога станува збор за видовите на цензура, се поприсутна е автоцензурата, притисокот од политичките партии, од бизнис заедницата врз медиумските работници, кои што впрочем се пожалија дека работат во несоодветни услови, дека работат заедно со неквалитетен, нестручен кадар, дека постојано работат под притисок за ниски примања и така. Сите резултати од истражувањето беа презентирани денес на Правниот факултет. Освен ова, имаше и надпревар на медиумски производи меѓу студентите по новинарство од Скопскиот, Штипскиот и Тетовскиот универзитет. Тие ќе се представуваат со сторијата, што за жалост ги крена на нозе, не само Македонија, току и другите земји од светот, ќе се представуваат со сторијата како го преживеа новинарите тоа вечер, значи 27 април 2017. И има земено изјави од нив и мислам дека ќе биде добро чекано од колегите овде. Настанот се организираше по повод Меѓународниот ден на слободата на медиумите. Целта на овие настани е да се промовира програмата по новинарство и односи со јавност и да се зближат студентите од сите факултети во Република Македонија, да се вмрежат, да соработуваат и натаму да настапат заеднички со заеднички проекти за слични вакви теми надпревари во однос на слободата на медиуми и слобода на изразување. Поентата е да ја афирмираме исто така и слободата на медиумите, слободата на изразување во кај новинарите и кај медиумските работници. Настанот наречен Денови на студентите по новинарство од Република Македонија се организира втора година поред и планот е истиот да прерасне во традиционален.